Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе добиете корисни информации кога се однесува за вашето здравје. Оваа емисија повеќе ќе биде посветена на женскиот пол. Одамна не сум имала тема која што ќе биде опфатена, гинекологијата како област, бидејќи изминатиот месец беше месец во кој се одбележа како месец во кој што се одбележа како во превенцијата за ракот на грлото на матката, кој што еве како еден податок само, кој што вели дека секоја година во нашата држава во просек 150 жени се јавуваат како нови случаи на заболени од цервикален карцином или 15 на 100.000 жени. Тоа беше една информација која што беше најнова, ако не е мојот гостин ќе ни каже нешто повеќе околу статистиките. На моје големо задоволство за прв пат во Ваш термин и ТВ Сонце, доцент доктор Игор Алуловски, кој што е субспецијалист по оперативна гинеколошка онкологија и ни доаѓа од Државната универзитетска клиника за гинекологија. Доктор Игор, јас ви благодарам и чест ми е што сте денес овде со нас. Драго ми е да бидам во вашата емисија. Поздрав до вашите ценети гледачи. Се надевам ќе имаме можности да некои работи ги дообјасниме, доразчистиме, да апелираме на крајот на. Јас кажав ќе биде посветена на повеќе на женскиот пол, бидејќи тие се оние кои се засегнати во случајов, меѓутоа добро би било и мажите да се едуцираат и да ги слушаат овие емисии, се со цел да бидат повеќе информирани, затоа што тие се оние кои што го пренесуваат на некој начин вирусот. Меѓутоа, ајде да проговориме за статистиката. Добро кажав или има нешто да ме поправите? Како сте работите? Добро, во принцип таа бројка тука некаде варира тие брои, зависи низ годините. Се може да се добијат најразлични податоци. Оваа бројка некаде доаѓа некогаш и до 170 години, 200 и преку 200 пациентки годишно што заболуваат од инвазивен цервикален карцином. Значи тоа треба да се потенцира, односно кога веќе болеста за жал е во некој понапреднат стадиум. Сега 1%, да речем, еден дел од тие пациентки се во фаза, во ситуација кога може да се оперираат, значи кога е карциномот операбилен. Меѓутоа за жал добар процент се ги фаќаме во фаза кога карциномот практично го надминал тој стадиум на болеста, условно кажано, кога оперативниот зафат е од помош, условно кажано, пошто не секогаш и не секоја состојба може да се третира и лечи оперативно. Некогаш операцијата знае да биде повеќе проблем отколку да помогне. Меѓу другото и кај конкретниот карцином. Така да во такви ситуации тие овие пациентки понатака нивниот третман продолжува со радио, односно хемотерапија. Секако и таа група на пациентки не се оставени сами на себе, него имаат и редовни контроли, прегледи и така натака. Меѓутоа генерално земено бројките се тие. Таа инциденца што спомнавте, од 15 на 100.000 жени, ја би рекол некаде тука се движиме околу 17-18 на 100.000 жени, пак кажувам, години имало кога била таа и повисока. Се варира од тоа, зависи како всушност што вилам, како работата функционира на терен. Колку ние може да ги фатиме и детектираме навремено овие карциноми. Тоа е она за што всушност мислам дека и ќе дискутираме околу тоа што представува превенција, кои се тие превентивни мерки што треба всушност да ни помогнат да овој тип на карцином апсолутно да падне таа инциденца овие бројки. 2 години сте претседател на Националната комисија која што токму е за оваа проблематика, за скрининг, за рана детекција, за како да се дојде до намалување на овој број. Што се случуваше овие 2 години? Чувствувате дека нешто се менува? Можеби првин треба и секој од нас, секоја жена практично да тргне од себе за да некако имаме една здравствена култура во однос на нашето женско здравје, пак редовно да ги правиме тие ПАП тестови кои што ни се од полза, што се вели? Така. Значи, како што спомнавте, оваа Национална комисија за рана детекција и превенција на цервикален карцином е формирана тука од прилика некаде пред 2 години нешто, значи непосредно пред за жал пандемијата со коронавирусот да настане. И тоа малку влијаеше, да речем условно кажано, и врз функционирањето на комисијата, затоа што само што се формира оваа комисија, значи опфаќа повеќе профили. Значи не се само гинеколози,
Тука имаме и од Институтот за патологија, пошто патолозите практично се тие кои што ги детектираат и утврдуваат овие промени. Понатака имаме од мој термин, кој што ни се така битни, Фондот за здравствено осигурување, Институт за јавно здравје, од самото Министерство за здравство, од Институт за епидемиологија, значи тоа се од матичните гинеколози, представник од нивното здружение, значи тоа е голема една група на луѓе од различни области, секој од свој аспект, значи да допринесе со цел, нали, да се подобрат овие бројки. Сега, кој што ви реков, посебно првата година функционирањето не задеси короната, само што почнавме да прво, нали, да видиме што е, како е, што сика да го скринираме теренот и што може реално да се направи. Сега она што е за одбележување, тоа што посебно последнава година, речем последниве месеци, веќе некои промени се осеќа дека ќе се случуваат и се случуваат веќе. Да не заборавам апсолутно тука нашите големи соработници, исто така представници во оваа комисија се од UNFPA, кои што имаат своја улога и помош практично во организирањето на работата на самата комисија, таму каде што може да помогнат. Така да главната цел у суштина на комисијата е спроведување на превентивната програма. Значи нашата држава, како и сите други држави во светот, значи практично имаат преку Министерството за здравство, значи пред се, одредуваат превентивни програми. Овие превентивни програми не само за цервикалниот карцином. Тука е превентивна програма за карцином на дојка, колоректалниот карцином, простата и така, значи од тие се овие главните, каде што всушност се одредуваат одредени цели зацртани во тие превентивни програми за кои што државата одредува одредена, нали, сума на пари кои што може да помогнат во спроведувањето на овие цели. Кога станува збор за цервикалниот карцином, на прво и основно место како таква цел е всушност спроведувањето на скринингот за цервикален карцином, кој што првично, примарно го спроведуваат матичните гинеколози. Значи, тие се практично на првата борбена линија и едно од главните тие превентивни цели што ги имаат зацртани, нормално тоа се по соработка со Фондот за здравствено осигурување, меѓу другото спроведување на овие скрининг методи. Секоја година се одредува одредена возрастна група на пациентки кои што треба да бидат опфатени со овој скрининг, за тоа се запознаваат матичните гинеколози, се алоцирани одредена сума на пари. Сега тука морам да спомнам дека јас би бил среќен тие пари да се многу повеќе за да навистина реално се опфати голема бројка на пациентки. Многу поголема бројка што би кажале дека навистина имаме спроведување на во права смисла на разборот скрининг на терен. Она што во моментот се случува кај нас е така наречен опортун скрининг и ако земете да ги разгледувате бројките, бројот на пациентки кои што се јавуваат врз основа на овие скрининг методи е многу мал опфатноста. Сега тука беше еден момент на повикување на пациентите, така беше тоа замислено предходно. Значи секоја година тоа се одредуваат тие превентивни. Матичните си ги повикуваат. Да, ги повикуваат со писма да се јават на преглед. Меѓутоа ние како комисија увидовме дека тоа баш и нема некој ефект на терен. Така, тој што не сака нема да појде. Да, од една страна и пациентките не јавување на преглед, меѓутоа од друга страна па имате пациентки кои што на пример уопште не добиле писма. Каде е проблемот? Треба дали да се Меѓутоа, дали па треба да чека писмо една жена за да појде да направи? Сега, тоа е прашање на што го рековте, значи постојањето на здравствена култура. Се согласувам дека некогаш и самата пациентка треба да биде свесна да знае дека она треба да направи скрининг или не направила, речеме најмалку последните 3 години, пошто по сите протоколи и упатства кога станува збор за скрининг на цервикален карцином, барем оној кој што кај нас е во моментот важечки актуелен, тоа е ПАП базиран скрининг, значи на цитолошки базиран скрининг. Е практично дека од скрининг до скрининг, доколку не се најде некаква патолошка промена, 3 години. Значи, нормален наод на ПАП тест би значило... Значи, може евентуално да почека 3 години, повеќе од тоа никако. Во принцип, да. Значи, треба да се јави на гинеколог. Еве, и нека не е повикана. Така. Тоа е практично алудирањето, тоа е делот на постоење на здравствена култура, секако моментот на едукација, што исто така дел и работа и на оваа комисија, генерално на здравствените работници, па посебно гинеколозите, матичните гинеколози, па и гинеколозите што работат во болничките установи, да меѓу другото да се делува на свеста на пациентите. Тоа што го спомнав на почетокот јануари месец, токму тоа беше практично символично кажано меѓународен ден за подигнување на свеста за борбата со цервикален карцином. И она што реков, промена со цел да биде тоа некако да се зголеми опфатноста со скринингот. Со цел да се, значи, подобри тој дел од проблемот условно земено, рековме дека овие поканувања со писма
некако немаат Не ефект. функционира. Затоа тука во соработка со колегите од мој термин направивме нешто што се надевам сега во наредниот период ќе стане актуелно и ќе биде веќе рекламирано, го спомнавме во некои од претходни емисии на гостувања и нели, но сега практично со новиот министер. Дека ќе треба у суштина нешто што беше актуелно и многу корисно од аспект на актуелнава ситуација со пандемијата. Вакцинација МК, сајтот за пријавување, нешто слично на тоа модул скрининг МК. Каде што ќе се овозможи практично на сите пациентки да можат, доколку не го имаат направено скринингот, меѓутоа секако во таа одредена возрастна група која што ќе биде алоцирана за дадената година, да се пријават со својот матичен број, тоа значи цел модул е нормално со заштита на податоци и така натака, и при тоа самиот систем на неколку таму прашања треба да одговорат пациентките за да ги алоцира кај конкретниот матичен гинеколог. Пошто ако се осигуреници, а се со матичен број, самиот систем понатака одредува кај кој матичен гинеколог треба се јават. И ова сметаме дека кога ќе почне да функционира, се надевам во најскоро време, пошто тоа веќе е готов модулот, само што треба некои финеси и одобрување официјално тоа да се пушти во оптек, да може на тој начин да видиме прво колку пациентки реално ќе се пријават за тој скрининг, реално, а после тоа вториот чекор би било кај матичните гинеколози да се прераспределат тие пациентки што ќе се пријават и понатака процесот да продолжи, па да видиме, очекуваме дека навистина на овој начин ова е една некоја новост, речем иновација преку комисијата за да го подобриме опфатот со скринингот. Друга работа со која што исто така комисијата е одредени промени, тоа беше во делот конкретно на заживување на лабораториите. Затоа што на крајот на денот тоа што ќе го земат матичните гинеколози како примеро, како материјал, пап тестот, некој треба да го гледа. Тука доаѓаат, работата на патолозите, односно цитолози, кои што ги анализираат овие пап тестови, де факто резултатите од нивните анализи нас понатака како гинеколози ни кажуваат што треба понатака да се прави. Так. Работата е тоа што во моментов за скрининг програмите, лабораторијата цитолошка што е при гинеколошка акушерската клиника и мислам дека една или две, сега точно не ме за збор, мислам дека се приватни лаборатории што имаат подпишано договор со фондот, практично можат да ги според со таа скрининг програма да ги анализираат овие пап тестови, односно матичните гинеколози според скрининг програмата, значи направиме дистинкција што представува пап тест во склоп на скрининг кој што е платен, бесплатен, државата им го плаќа тоа на пациентите. Да, веќе подолго време е тоа, да. Да, но тоа не значи дека сега пациенткава не може да биде прегледана и понатака, тоа не значи ограничување, сакам да кажам. Но се што е надвор од скринингот, значи пап тестови изимања, независно од тоа, матичните гинеколози со партиципација, со учество и тоа се понатака, значи се наплаќа. Но овој скрининг им е обавезен. Сакам да кажам да се алудира дека пациентките треба да го искористат можноста што им ја нуди државата. Тоа е најдобро за сите. Работата е тоа што 13 лаборатории постојат низ државата, цитолошки лаборатории, меѓутоа кои што за жал низ годините пред се како недостаток на кадар. За жал тука доаѓаме до еден друг проблем во здравството, од одредени специјалности во државата имаме недостаток на луѓе, на кадар, на специјалности, меѓу другите патолози. Некои од тие лаборатории се останати без патолози или се, да речеме, колегите веќе пред пензионирање и така натака, некаде има и помлади колеги. Да, меѓутоа, за да се разработи целата таа, да се, она што викам, да се направи еден ресет, меѓу другото и едукација дополнителна и така натака, пошто имаат желба, сакаат, значи во комуникација со Сдруженијето на патолози. Председателката на тоа здружение, професор Куновска, она е практично во член на оваа комисија. Значи имаше иницијатива, еве и тој дел да се подобри, се алоцираат средства за да се едуцираат луѓето, патолозите, за да може и тие лаборатории да бидат функционални. Па скрининзите, матичните гинеколози, не знам, еве од Прилепско. Така, да. Нема зошто во Скопје да ги праќаат паповите да ги гледаат, кога може да се направи во Прилеп. Сакам да кажам како пример. Тоа е уште една работа која што еве како новост ја се работи на тоа да се тоа заживее. Третата исто така многу битна работа е нешто што се вика HPV базиран скрининг. Тоа е нешто ново. Тенденцијата веќе во светот е да добар дел од скрининг процедурите. Сметате дека е подобро да се направи HPV базиран скрининг? ПАП тест? Не HPV тест, самиот по себе. HPV скрининг, што би значило? Ајде. Тоа е работата, да, тоа сакам да го објаснам. Во моментов кај нас е ПАП базиран скрининг, значи ПАП тестот е доминантен. Така. Сега, работата е тоа што според процедурите, протоколите и така натака за тоа што подразбира скрининг и која категорија е опфатена со скрининг има
упатства кои што ние ги следиме. ПАП тестот како примарен може на него се надоврзува така наречено котестирање со ХПВ тест правење плюс брис земање. Доколку евентуално се алоцира промена значи, некоја. ако ПАП тестот покаже некои индикации дека има некои сомневања на промена некаква, меѓу другото треба да се направи ХПВ типизација. Така е. Или гинекологот при прегледот, значи може да констатира дека сомнение дека постои такво нешто, тогаш се прави ХПВ како котест, значи не е примерен. Да се види. ПАП тестот е примерен. Сега оваа работа е, пошто знаете како, ХПВ или хуман папилома вирусот е главниот етиолошки причинител на цервикалниот карцином. Кој што за жал го има многу типови. Да. Така да работата е дека у суштина сега со ова новост, иновација, некако да кажам, тоа е нешто ново, сакам да кажам што со години веќе во некои држави веќе се спроведува. Постепено од преминување од ПАП базиран скрининг на така речен ХПВ базиран скрининг како примарен скрининг метод. Сега тоа не значи да се свати дека папот ќе го изфрлиме, не. Така. Него и тука има варијации, пошто може да се има комбинација ХПВ како примарен скрининг со ПАП тест ко тестирање, на пример. Значи ПАП тестот да не биде на второ место, но не да се изфрли комплетно. Затоа што и тука има процедури, правила одредени кои што упатства алгоритми, како сака да кажете, и како ние ги алоцираме пациентките. Ова е нешто на што се работи веќе во државата, односно преку оваа национална програма, и ќе имаме спроведен пилот проект преку превентивната програма. Тоа беше 2019, само што почна, значи 2020 година се алоцираа средства, некаде 2021 летото почнавме конечно после сите комбинаторики во соработка со исклучителна благодарност до колегите матичните гинеколози кои што пошто беше тоа јавено преку нивното здружение да се вклучат во тој пилот проект и практично го завршивме пилот проектот, завршен е. Тие тестови и ПАПот и ХПВ-то се тестираат на клиниката за гинекологија и акушерство, значи каде што де факто се е алоциран тој пилот проект и еве 1000 и нешто пациентки веќе ги завршивме. Треба да го завршам практично анализата на резултатите и тоа е нешто што беше поздравено, да речеме, од некои асоциации со кои што соработуваме во смисол на нешто што е одличен чекор. Сега, оваа иницијатива беше од 2016 денешна година, почна преку Сдруженијето за цервикална патологија и колпоскопија да се прави анализи и можноста да се може да се започне со такво нешто, ама еве сега се створи условите, еве реално на терен го направиме тоа. Значи, еве тоа уште една работа иновација. И морам да споменам тука, тоа е нешто што е во тек, така наречената мобилни амбуланти. Тоа е индиректно речем поврзана и оваа наша национална комисија, тоа е во соработка со UNFPA, кои што веќе функционираат на терен, еве некаде од декември месец, да се тие мобилни амбуланти се со цел да бидат опфатени потешко достапните региони, населени места, села, ридско-планински пред се, за да може да се помогне тие пациентки да ја направиме подостапна оваа услуга. Така да мислам се работи. Има доста работи. Доста работи. Ајде да се надеваме дека сите ова ќе придонесе. Да, тоа е идејата, да нешто се до она зашто е целта. Тука некаде ќе ги вклучиме и нашите гледачи, може да ги испишат веќе од режија телефоните на екранот, ако има некој што не следи, ако сака да постави некое прашање во однос на оваа тема, во однос на оваа проблематика, слободно може да не се приклучи во разговорот. Би сакала некако во вториот дел сме од емисијата да кажеме и нешто за самиот проблем. Значи што представува ХПВ вирусот? Хуман папилома вирус, значи само тоа има хуман папилома вирус, тоа е значи голема група на вируси, меѓутоа ова конкретно она што е од нас, значи од интерес е оваа група на вируси кои што меѓу другите работи посебно интересен е од аспект на цервикалниот карцином. Но не само тука. Значи тоа е се повеќе и повеќе се зборува за улогата на овие ХПВ вируси и како евентуално можни предизвикувачи етиолошки и на други типови на карциноми. Орофарингеалниот карцином, карцином на анус. Значи сакам да кажам дека малку се проширува таа палета каде што вирусов, овој конкретен вирус има или ова типови на вируси имаат одредена улога. Сега од полен интерес е пред се конкретно цервикалниот карцином, каде што кога зборуваме за ХПВ вируси, одма веднаш дека се тие делат во две подгрупи, така речени нискоризични и високоризични вируси. Од посебен интерес ни се високоризичните вируси, затоа што тие во
па преку 80% се директни причинители на овие инвазивни цервикални карциноми, посебно тип 16, се спомнува тип 18, тој може би не толку доминантен во Македонија, повеќе да речеме се тип 35, 33 и така натака, 59, такви типови кои се исто така високоризични вируси, но и нискоризичните вируси си имаат своја улога од аспект на предизвикувачи на главно на кондиломи, брадавички и така натака. Така да токму поради тоа ни се од интерес ова што го спомнуваме ХПВ типизација и поврзано се останато со околу него, неговото, да речеме, типизирање, фаќање, така, па да се знае кој тип што е, што би можел да направи. Од аспект на тоа, оно што е се од интерес. ХПВ вирусот спаѓа во групата на сексуално преносливи инфекции. Така. Тоа е битно да се знае. Со самото тоа сега доаѓаме до оној момент, значи кога почнува да се зборува околу таа сексуално преносливи инфекции, тоа е една голема група на состојби за болување. Меѓутоа еве конкретно се лоцираме на хумопапилома вирусот, што значи дека токму поради тоа доаѓаме до ние превентивни сега моменти. Тука е меѓу другото еве едукацијата пред се на младите. Тука е меѓу другото и она што ако го спомне вакцинацијата со ХПВ, многу битен превентивен момент кој што мора едноставно на луѓето, посебно родителите, да го сватат дека вакцинацијата за ХПВ која што е влезена во редовната програма. Значи, нашата држава, Македонија, е една од првите во регионов кој што ја воведе ХПВ вакцината како редовна вакцинација. Во редовниот календар за вакцинација. Така, ми се чини дека беше негде тоа пред 6 години. Па и повеќе. Значи, сакам да кажам дека работата е дека ставене во календар за вакцинација, а за жал на терен бројките не ни се така сјајни со опфатноста со ХПВ вакцината. Значи, државата секоја година исто така набавува 4 валентна во моментот вакцина. Поразлична од онаа првичната? Па не, значи на или истата е се уште. Значи истата, таа е таа што е набавува. Таа првичната што беше. На терен што се до првите вакцини имаше двовалентна, различни се имињата и различни се производителите и 4 валентна која што кај нас е во континуитет се набавува. Значи се опфаќаат со вакцинација, значи девојчињата од 12-13 годишна возраст до 15 годишна возраст кога се така наречената кетчап вакцинација. Меѓутоа тие се годините кога треба да се вакцинираат. Пред се девојчињата. Сега одма тука моментот машките треба Зашто не момчињата? Значи апсолутно да, значи во тоа кај нас не е внесено. Ми кажавте пред да почнеме дека надвор веќе е доведено. Да, така е. Значи таму се воведува веќе и вакцинација на момчињата во истата возраст. Токму заради моментот на сексуалната преносливост на ХПВ. Значи да се вакцинираат во оној период децата пред да почнат сексуално да живеат. Затоа што па инциденцата на ХПВ инфицирањето е највисока во тие млади години кога почнуваат сексуално да живеат негде од 20-21 година од животот па до кај да речеме 30-та година. Тогаш е пикот на ХПВ инфицирањето. За разлика од тоа, пикот на преканцерозните лезии доаѓа покасно во животот, така е. Така да затоа се тие битни моменти. Освен ризик факторите за кои што говориме во моментов кај младите кои што можеби не се доволно едуцирани пак и не знаат како да се заштитат, кои се тие други ризик фактори кои што допринесуваат еве овој канцер на грлото на матката да се развие во таква форма? Значи прво место кој што кажам ХПВ-то како главен предизвикач, меѓутоа има дополнителни фактори кои што помагаат условноземено да дојде до инциденцата е поголема, да речеме, или ризикот. На прво место пушењето цигари. Значи апсолутно и во разговорите со пациентки кои што ќе се детектира одредени промени, првата работа која што се кажува прекин со пушење, забрана за пушење. Така. Сега тука спаѓа речеме одредени типови на инфекции, пред се главно со хламидија, хламидијални инфекции или различни вагинози што може да посебно хламидијата, тука инциденцата е повисока и затоа лечење, третман, користењето конкретно на контрацептиви исто така помага за растот, заради одреден ефект што го прават пред се естрогените како пак хормоните се опрашање. Хормоните, значи ова се неколку кои што влијаат апсолутно може да зголемат инциденцата на цервикален карцином, преканцерозни лезии, пред се цервикален карцином. Кога станува збор еве за ХПВ инфекцијата, обично кога правиме пап тест или кога прават жените, понекогаш на некој покажуваат цин 1, цин 2, цин 3. Што се тие да им ги појасниме и кога веќе таа промена може на некој начин да се третира поинаку, а кога веќе хируршки?
Тоа е тоа идејата практично на скринингот. За да не дојде до хируршки Така третман. Значи, и тука има и кај преканцерозни лези има одредени некогаш и хируршки зафати, меѓутоа е тоа сосема поинако во однос на така, кога стана брзо инвазивна болест. Да. Значи, токму овие што ги спомнавте, CIN1, 2, CIN3, CA инситу и така натака, тоа се така наречените преканцерозни лези. Нешто што му следи, односно му претходи, на инвазивниот цервикален карцином. Токму заради тоа што станува збор за болест која што не се развива одеднаш. Значи добро би било и кога би го фатиле во овој стадиум, тоа е нешто што може да се Тоа е поентата всушност на овие скрининг. Да не дојде ни дај Боже до некој фатален исход или пак како што кажавте да не може оперативно да се санира. Секако. Значи идејата на скринингот е токму тоа, да ја фатиме болеста кога се наоѓа во фаза на тие преканцерозни лези. Лекувањето, третманот е сосема поинаков. Така. Значи ние ќе го спречиме што се вика во корен можноста да се развие инвазивен карцином. Од не знам неедноставни процедури постапки, пошто на пример не знам добар дел CIN1 или само HPV, многу пациентки доаѓаат некогаш вознемирени кога ќе бидат напапени само HPV, што е сега готово карцином. Треба да сватат дека у суштина најголемиот процент на луѓе генерално сите ние, значи има некој дека тоа сакав да кажам дека навистина е лесно. До крајот на животот, значи доживотно земено, значи сите луѓе секако ќе го заболат со HPV. Така. Но работата е тоа што само кај еден извесен процент може да ќе предизвика, конкретно во женската популација. Да, затоа ја прашав и кои се другите баш ризик фактори. Значи 80% тоа е до така нешто само излекување. Вирусот се појавува, се губи, може и да се да го снема потоа. Така, апсолутно. Да се избори едноставно организмот. Дури некогаш не предизвикува никаква промена, ништо, се повлекува едноставно. Сега има таа група на пациентки каде што инфекцијата ќе стане хронична. Хроничната инфекција со HPV може да доведе до еден момент до појава на тие прво преканцерозни лези, па на крај инвазивен карцином доколку не се фати, не се прегледува, не се третира и така натака. Што значи дека и тоа е добар сериозен временски период. Значи од години станува збор за да може од преканцерозна лезија да дојде до карцином. Така. Значи не станува муабет тоа за 2 недели или месеци. Да, значи сепак треба голем временски период. Така. И баш токму поради тоа е сакам да кажам, жалосно е да буквално со еден преглед кој што може да спаси живот, да не се оди на гинеколог или значи да имаме таква мала опфатност условоземено. Затоа треба да се работи цело време. Затоа се овие емисии вакви едукативни да се цело време тука е оној моментот на едукација, па дури и во школската возраст. Значи секако тоа во соработка со државата, со Министерството за образование, и за тоа е размислувано и дискутирано, разговарано. Некакви едукативни предавања. Не треба тоа се родителите да сметат, пошто нели тоа се многу бука се крена кога се спомнува сексуално образование, што е сега тоа децата се. Значи не. Тоа подразбира едукација напротив, едукација. Секако дека тоа би биле опфатени она група возрастна, значи станува збор 8-9 одделение, прва година, значи оние години кога всушност веќе почнуваат, нели пубертет, влегуваат во пубертет и така се интересираат за сопственото тело генерално, значи сакам да кажам. Сме го поминали и ние тоа, нели? Така е. Што значи дека на тоа се алудира, тоа не треба да биде на крајот на денот предмет. Кога се прелюбопитни. Така е. Може да биде едноставно едукативни предавања еднаш, два пати во годината, за да се научат децата што е тоа. А и родителите малку да се вклучат во процесот, бидејќи секој кога ќе седне да разговара со своето дете, да отворено му објасни за сите овие работи и проблеми, кога веќе ќе почувствува дека детето влегува во некоја возраст каде што треба да се да знае. Јас мислам дека и родителите имаат многу важна улога во. Значи секако дека имаат родителите во целата таа приказна. Значи генерално значи тргнуваме од моментот, нали, она што подразбира што е тоа HPV, како се заштитиме, што е тоа кондом, значи кондомот што се може да се случи, да се објасни. Да се свати дека употребата на кондом е само да заштити од бременост. Не, заштитува од инфекција, заштитува и од HPV. Заштитува од милион други сексуално преносливи болести. Сакам да кажам, че сите тие работи се во таа превентива. И едукацијата е некака една форма на превентива. Ако знаат децата конкретно во таа возраст, еве и родителите тој возраст, генерално ни фали тој дел на едукација, на цело време алудирање на ова кревање на свеста околу целата ситуација. Докторе, секогаш нели ајде говориме нели за жените, меѓутоа еве секогаш јас кога
сум разговарала на оваа тема, често пати го поставам прашањето, зашто пак мажите да не прават некои тестирања? Зашто мора се жените да се тестираат кога и мажите се носители на тој вирус? Кажавте многу ретко веројатно ќе направи некој проблем кај мажот, а цело време ќе го носи вирусот. Како кога еден момент пака да појасниме до нашите гледачи, кога една жена ќе има HPV вирус, да речем, или CIN1, дали и двајцата се третираат по тоа? Како, нели, во комплет, бидејќи, нели? Да, секако. Значи, секако. Го носат вирусот и двајцата. Да. Пак се враќаме моментот, да, тоа е сексуално пренослива инфекција. Да. Сега, значи... Што треба да се прави? Така. Значи, прво, кога ќе се констатира такво нешто, да речеме, секако дека не е дека е сопругот, мажот или сексуалниот партнер, знаете, тука е многу дискутабилно. Добро, да, нали, говориме сега за... Генерално, дека у суштина треба да биде информиран дека такво нешто се случува. Так. Затоа што она што го рековте, да, мажите многу поретко имаат промени, не дека нема, се случува дека мажите. Стварно многу малку. Генерално е земено дека мажите се преносители на вирусот, но можат и кај мажите да се дојават одредени промени од HPV инфекцијата, пред се главно кондиломи на пенисот и така начини, не дека нема. Так. Но во најголем процент од случаевите нема никакви промени. Сега доколку тоа се јави кај неговата партнерка, секако дека не може да биде исклучен од целата приказна. И дека многу веројатно станува збор, значи, за инфекција која што се пренелесе. Тука многу пати се влегува дилемата сега од кај почна целава приказка. Што е малку тука не може никој да знае. Не се тоа се некои суптилности, нели, кога доаѓаме до таа дискусија. Како што кажавте, може години да поминат, па претходно да има некој друг партнер. Кажам, значи не може едноставно да вие да го лоцирате, нели, пошто на крајот на денот секи се секираат. Да, мислам, сакам да кажам, вака делува малку, можеби смешно, но и тоа во секојдневните комуникации со пациентите многу пати се онака сериозно размислува за каде е проблемот. Можело, да. Значи, специфичен третман, условно земено, нема. Значи, немаме ние, апче ќе се напие некој, ќе снема вирусот. Обично, кога сум разговарала вака со ваши колеги, велат треба имунитетот да се подигне. Колку има улога во тоа, па некои така суплементи кои што стварно да, добро се. Тоа се, значи, дека имунитетот е една од приказните, да, секако, апсолутно. Пред се локалниот имунитет, кој што треба да помогне да организмот се избори со вирусот, нали, на местото на контактот. Сега тука се спомнуваат различни суплементи, за да ги набројам од С витамин до цинк до селен и така натаму. Постојат студии, постојат анализи кои што кажуваат дека користењето на тие суплементи или не знам типови на храна може да помогнат во подобрување на генерално имуниот одговор. Или некој нормален и здрав начин на живот. Сега имате ви специфични тераписки некои модалитети, кои какви, значи, масти, креми специфични, меѓутоа не се аплицираат тие сами. Тоа пред се треба доктор, пошто се имуномодулаторни механизми, значи има повеќе начини на кои што вие може да, кога ставаме збор за борба со HPV вирусот. Так, само со HPV. Да, но и со одредени сега промени кои што тој ги предизвикал ако ние сме ги детектирале со биопсија на пример на грлото на матката и сега констатираме промени кои што веќе се настанати, тие преканцерозни лезени CIN2, CIN3 и така натака. Сега тука доаѓаме до моментот каде што може да се третираат со така наречени аблативни методи или ексцизиони методи, зависно од промената што вие ќе детектирате, почнувајќи од користење, не знам, на ласер вапоризација, горење на грлото на матката, до конизација како оперативен зафат за отстранување на нешто поголем дел од грлото на матката. Сите тие, значи таа палета на интервенции што може да се направат, се со цел да ние практично го елиминираме таа промена, таа преканцерозна лезија пред да премине во карцином. Секако дека тие пациентки и после ваквите третмани продолжуваат со контроли. Или продолжуваат со редовни гинеколошки прегледи, со нешто почести прегледи, затоа што веќе е констатирана промена. Значи не се оставени така. Да, апсолутно. Така да, сето тоа, нали, е значи, сега да заклучиме, CIN1, CIN2 и CIN3 може да се отстрани еден дел од грлото на матката, а кога е веќе инвазивен карцином, се вади целата матка? Па да, сега работата е тоа што и тука сега има стадиуми, нали, на болеста. Каде што кажавте, каде што веќе не може ништо да се направи. Некогаш може да се така е. Што значи дека се работи за така наречени радикални типови на оперативни зафати, радикални хистеректомии.
не навлегувам во терминологија што тоа значи, Така, пошто да. малку ќе излеземе надвор од Така, да. темата. Во секој случај тоа е, значи, па може да кажам слободно една од најсериозните оперативни интервенции што се работат во гинекологијата, затоа што тука не е само сега дел од грлото на матката, него малку поширок Повеќе, и она да. ткиво што е околу грлото на матката, заради евентуалниот ризик и можност од метастазирање на карциномот. Секако дека пред да се процени типот на операцијата, пациентката има така наречени диагностички процедури претходно од Така. гинеколошки преглед до имиджинг техники, не знам, пред се главно магнетната резонанса, што нас ни помага за да го лоцираме големината, димензијата, пошто знаете како има некои делови кои што ние не може да ги видиме реално, ни со ехо преглед, некаде и ултразвукот помага и така натака. Па не знам, детектирање на одредени дали има промени во лимфните жлезди, лимфоводите, тоа ни е битно заради тоа што предоперативно некојаш ни може да диагностицираме да или не има или нема проширеност на болест. Ако е во тој условно земено операбилен стадиум, кој што не кажуваме, да, пациентката се подлегнува на таквата радикална хистеректомија, каде што се Така, вади се вади целата матката, така да со цел практично да идејата е целото тоа туморско ткиво биде извадено во целост. Понатака тоа се анализира на патохистолошка анализа и зависно од тоа понатака се проценува дали пациентката има потреба да продолжи евентуално со дополнителна радиотерапија и така натака, но тоа све зависи од самата, значи, операција, односно од она што го добиваме како И сега да резултат на појасниме, операцијата. ова што го кажавме како статистика се однесува на На овие ова карциноми, да. сега што го кажуваме на инвазивни вадење на карциноми. целата Да, матка. инвазивни Добро, да карциноми. појасниме на Значи, себе. Еве, на пример, конкретно на клиниката за гинекологија и акушерство за минатата 2021 година, значи беа оперирани 29 пациентки со инвазивен карцином на грлова матка. Претходната година беа 39, 2020. Значи повеќе. Па добро, се таа бројка нели плюс минус, Варира, меѓутоа да. некаде од прилика ние сме до околу 30 пациентки годишно на клиниката за гинекологија и акушерство се оперираат Само кај вас. радикално, да. Не ја знам точната бројка на по другите болници каде што се изведува овој оперативен зафат, меѓутоа А би било добро да се направи. да, една во ред таква- секако таква една Да. поголема статистичка бројка да се добие, меѓутоа од прилика тоа е таа бројка некаде околу 60 на пациентки плюс Ете, да, минус, да кажеме, да. што се во операбилна фаза фатени. Така, останете. Најмалку по дупло тоа се Дупло. па секако. Кој што се Што уште плюс ги 60 кажавте на што плюс се во други на кои што се во напредната крајна фаза. фаза. Значи доаѓаме од таа бројка некаде ме разберете 102 30 до Наистина 150 пациентки плюс минус кои што се фатени во со инвазивен карцином. Дел од нив се да речеме во тој операбилен стадиум, другата бројка е во тој иноперабилен условно земено стадиум. Са пациентките кои ќе им кажете знаете ова не е за операција и веднаш ама како докторе сега не треба да го сватат тоа. Значи ефектот што посебно сега со во Се случува нешто да се стори околу тоа па да се апсолутно, Да? значи преживувањата се Добро, односно, сепак е ефектот добро да на- информирам. Ефектот, да. Ефектот на зрачната терапија или евентуално комбинација со хемотерапијата, посебно ако се работи во тие почетни стадиуми условно земено на болеста, имаат исклучително добар ефект. Имате вие ситуации каде што пациентката можеби ние ќе ја констатираме дека е во операбилен стадиум, меѓутоа има Па потоа- други причини поради кои што не може да се оперира. Така. Коморбидитети и така натака, значи пропратни болести што едноставно го ограничуваат давањето на анестезија, го зголемуваат ризикот од операција пошто се работи за сериозен И оперативен што зафат. што правите тогаш како? Тогаш ги праќаме пациентките на зрачење. Значи сепак. Затоа, во да, тој затоа што момент едноставно останува. во таа ситуација операцијата невозможно. нема да ја изврши улогата за која што е наменета. Така да сакам, но тоа не значи дека сега готово ја праќаме на зрачење и Да, толку. крај, да. Не, Значи тама да нема работа. да не губат апсолутно надеж нема ако дилема нешто. во тоа. Немаме уште многу време, многу Океј. прашања ми Да, остана да, неодговорени, да. ама затоа сте тука, нели, па Да. ќе ве викнеме повторно. Нема проблем. Ме интересира во однос на кога говориме за нели за кога веќе ќе се направи една операција и кажавте нели дека треба да се прават почести контроли, меѓутоа ме интересира дали вака можете барем статистички да ни кажете која е таа возраст која што е најзасегната, која што најчесто еве вие како Со така. те се среќавате? Па да, значи Кои се тие, еве, која е женскиот возрастната пол група? кој што е Да, најнепослушна јасно, на да. некој начин кон сопственото Значи, здравје? самото тоа е што значи тие скрининг Така. скрининг процедурата, значи опфаќа пациентки од 21 годишна Добро. возраст до 65 годишна возраст, значи таа Дури на 21 година А, се да, случило добро. да има Не, зборам за скринингот. за скринингот. Што А јас се однесува- прашувам која Добро, годишна инвазивни возраст? карциноми што се знам што Сепак ме се, да. прашате, знам дека сакам да дам Добро. објаснување.
Значи се фаќа таа е возрастната група, значи од 21 или од моментот на почнување на сексуално Така, живење, за да го до спречи. 65 условно земено годишна возраст е групата, значи тоа се возрастните групи каде што треба да бидат опфатени, нали, со тие се почнува со скринингот. Моделот на скринингот е различен. Затоа што на возрастната група од 21, да речеме до 30-32 годишна возраст, нема поента таму да правите ХПВ. Јасно е дека ќе фатите во најголем процент. ПАП тест, така е. А потоа ХПВ се прави. Така, после влегува ХПВ-то на сцена со ПАП тестот, така е. Затоа што инциденцата, она што ме прашавте сега да дојдам до прашањето, каде е практично расте процентот на цервикални карциноми, па и преканцерози лези. Така. Пред се инвазивен карцином е на возрастната група све што е, значи, од 35 годишна возраст па нагоре. Некаде пикот доаѓа 45-50 годишна возраст плюс минус до 55 годишна возраст. Тука е врвот пикот на инвазивниот карцином. Значи да финишираме. Да. ХПВ не е некоја неизлечлива инфекција, може во некој случај организмот сам да се избори со неа. Цин 1, цин 2 и цин 3 исто да не дигаат паника жените, може тоа нели да се реши многу лесно, па дури оној момент кога ја вадиме матката, меѓутоа нешто за крај што еве вие како лице кое што нели е одговорно за оваа проблематика, некој совет до сите наши гледачи, без разлика еве говориме и машките и женските, нека бидат дел од овој совет или препорака. Преглед. Така. Значи едноставно кажано, да одат на преглед, да се јавуваат на повикот и на матичните гинеколози. Еве се надевам кој ќе почне да функционира, што го спомнав скрининг МК, нека се пријават. Значи едноставно да не биде табу тема. Так. Не значи дека ако жената завршила со својата репродукција, условно кажано, родила 1, 2, 3 деца и дека едноставно толку готово. Не. Него едноставно треба да оди на гинеколошки преглед. Ништо повеќе. Особено не мора дека да е тоа врзано само строго со скринингот. Така, да. Особено што потенциравте ако веќе 2-3 години нема направено ПАП тест. Апсолутно да се јави кај својот матичен гинеколог. Ако немаат матичен гинеколог, апсолутно да побараат матичен гинеколог, да бидат алоцирани некаде, затоа што само на тој начин ќе може буквално со еден преглед да се спаси живот. Со еден преглед се спаси живот. Се надевам дека ќе не послушаат. Па тоа е идеја. Затоа и ја правиме нели оваа емисија и таа е мисијата на сите емисии кои што се од областа на здравството, нели се со цел некако да делуваме, да подигнеме свеста на луѓето за грижата за здравјето. Ви благодарам многу, ми беше навистина големо задоволство што бевте за прв пат дел од ваш термин и се надевам и со работката ја отпочнавме, па ќе биде сега полесно понатаму да искомуницираме повторно. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека сето ова што го слушнавте денес ќе биде од ваша корист, уште повеќе што говоревме за една многу важна тема, посебно еве за понешниот пол. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.